Оние кои затвораа фабрики без нималку срам, денес критикуваат. Истите тие кои затвораа фабрики, денес ги затвораат очите пред новоизградените, па уште и цела јавност сакаат да ја убедат дека нешто што е изградено не постои. Затворените фабрики, избрканите работници, навредуваните и тепани земјоделци, младите кои што не можеа да си дозволат високо образование поради високите партиципации, не забораваат кој е СДСМ. Почитувани членови на СДСМ, ве прашуваме зошто вчерашната ваша пресконференција не ја држеше вашиот председател Велевски, кој е еден од виновниците за затворањето на Прилепската фабрика Микрон. Вие, кои сте негови сопартици, треба да му порачате дека тој е човекот кој треба да излезе пред прилепчани и да раскаже за чии интереси ја уништија фабриката Микрон. Избегнувањето на одговорите кои од вас ги очекуваат граѓаните веќе ви носи резултат од 9, а многу скоро ќе го добиете и јубилејниот 10 пораз. Прилеп конечно ги надмина проблемите кои СДСМ ги создаде во периодот на криминалната приватизација и чекори напред. Конечно, невработеноста во нашиот град се намали за 10.000 лица, 10.000 новотворени работни места, 10.000 семејства кои обезбедуваат екзистенција. Ние, почитувани социјалдемократи, сме горди и сме среќни што по долги години во нашиот град се градат нови фабрики. Не сакаме да замижеме пред овие објекти зад нас кои се во фаза на изградба. Токму затоа и денешнава пресконференција свикавме кај индустријската зона Алинци. Внатрешната инфраструктура во неја е завршена, а надворешната е при крај. Во овој момент во Прилеп 1 се градат 8 фабрики од страна на домашни инвеститори. Се радуваме на овие градби и на прилепските фирми им посакуваме успешна работа, затоа што завршувањето со градбата на овие фабрики ќе значи отворање на нови работни места за прилепчани и економско зајакнување на градот. Почитувани, првата продажба на 5 парцели за изградба на објекти во индустријската зона Прилеп 2 е во тек. Да, почитувани, ова што се случува во Прилеп е реалност. Паниката во редовите на СДСМ е толку голема што под притисок на членството, кое повеќе не ви верува, морате да лажете и за работи кои што се повеќе од очигледни, како што е изградбата на фабриките во индустријските зони. Да лажете дека објекти кои се овде зад нас всушност не постојат. Се чудат граѓаните на вашето однесување. Како многу пати досега, еве повторно ве повикуваме. Излезете на избори со конкретна програма и проекти за доброто на прилепчани. Конечно, да можеме да ги судриме нашите концепти. Прилепчани многу добро ја гледаат разликата во понуденото. Прилепчани многу добро знаат дека ветувањата во програмата на ВМРО ДПМН се реализирани проекти во отчетот на сработеното. Токму затоа Прилеп и Република Македонија ќе продолжат да одат напред предводени од ВМРО ДПМН, а политиката на црни сценарија на СДСМ ќе уништи само нивната партија. Нема да ви дозволиме да го уништите Прилеп. Нема да ви дозволиме да уништите Македонија.